Американскиот председател Доналд Трамп оцени дека неговата турнеја во Азија покажала оти позицијата на Соединетите држави во светот никогаш не била посилна. Председателот Трамп во получасовното обраќање од Белата куќа зборуваше за 12-дневната азиска турнеја и како што рече, сакал да ја запознае нацијата со огромните успеси, постигнати во текот на престојот во Јапонија, Јужна Кореја, Кина, Виетнам и Филипините. Трамп изјави дека странските земји ги поздравиле Соединетите држави со неверојатна почит. And this great respect showed very well our country is further evidence that America's renewed confidence and standing in the world has never been stronger than it is right now. Трамп особено се осврна врз двете централни точки на неговото патување: севернокорејските закани и трговската размена со Азија. При тоа тој изјави дека Америка веќе нема да биде слепа за трговските злоупотреби, повторувајќи дека надминувањето на нееднаквиот трговски баланс меѓу Азија и Соединетите држави е во центарот на неговата агенда Америка на прво место, за која вели дека ќе ги заштити американските работници. Трамп повика на заеднички напори за затегнување на притисокот врз Северна Кореја, наведувајќи дека Јужна Кореја се согласила да им се придружи на Соединетите држави во санкционирањето на другите непријателски актери, кои ги поддржуваат нуклеарните и ракетните програми на Северна Кореја. Трамп додаде дека кинескиот председател Си Џинпинг признал оти нуклеарна Северна Кореја представува сериозна закана за Кина. A pathway toward peace and security in our world where sovereign nations can thrive, flourish, and prosper side by side. This is our beautiful vision for the future. This is a future where this vision, this dream, is only possible if America is strong, proud, and free. They don't have water, that's okay. Трамп на два пати направи пауза за да се напие вода и не одговори на новинарско прашање дали кандидатот на републиканците за Сенатот, Рој Мур од Алабама, треба да поднесе оставка поради наводите за сексуално малтретирање.